лаги дека ние го прифаќаме сето ова. Ќе ги шириме вистините за Македонија, а за тоа имаме најмногу аргументи од сите на овој свет. Браво! Нека се знае, денеска, кога во Преспа, Македонија, македонска Македонија, поробена и од натре и од надвор, велеpreданичката влада на Зоран Заев се обиде да ја закопа Македонија. Ние, македонците, изјавуваме дека ја правиме оваа свеќа како символ на животот на Македонија. Ние не одиме на погребот. Тие што отидоа таму, отидоа да ја закопаат Македонија. Меѓутоа Македонија е жива, затоа што вие сте живи. Ќе ви кажам нешто. Микрофона. Знаете, Ние ќе ги закопаме. за символиката на свеќата. Еве вака. Свеќата е животот. Огинот е душата. И духот, се извинувам. Свеќата е животот. Огинот е душата и духот. Телото може да изгори, меѓутоа духот не може. Ајде ветер ќе дувне, ќе го угасне, меѓутоа јас пак ќе го запалам. Разбирате? Она што го има дадено Господ, ние мораме да го чуваме. Овие што се обидуваат сега и оние порано со векови назад, да ја уништат Македонија, да ја угаснат свеќата. Не, оваа свеќа ќе гори се додека во нас македонците гори нашиот дух, што не ги има дадено нашите македонски православни христијани и пред нив Александар и Филип и Прометеј кој што го украде огинот од Олимп и му го даде на македонскиот народ. Сакам да знаете едно нешто. Кога се бајле се заврши таа трагедија нивна во Преспа, јас ви гарантирам дека светот, очите на светот се свртени денеска овде каде нас. И од сега натаму ќе бидат свртени пред оваа зграда, ова собрание и пред владата. Затоа што од сега натаму македонскиот дух ќе расте. И ова духовна револуција нема да биде шарната револуција. Ова ќе биде ослободување на македонскиот дух, кој што ќе биде апсолутен победник на се и сешто. Сакам да ви кажам дека јас лично и вие сите и каде што нема десетина милиони во македонскиот прогон, ви ветувам, нема да дозволиме нас да не дефинираат Зоран и Алексис Ципрас и Нимиц и Бегли или било кој. Тие нината дефиниција ја кажаа денеска во Преспа. Меѓутоа нашата дефиниција допрво ќе ја кажуваме. И затоа ќе ви речам, не прашувајте зошто не предадоа што направија тие со нас. Туку прашајте сега што ние ќе направиме од овој ден за натаму за веки веков. Борба, само борба. А ние ќе го направиме тоа единствено ако разбереме дека ова не е време повеќе за делење на наши и на ваши, на партиски определени луѓе, на организации, дека ние сите денеска застануваме под името на Македонија, под знамето на Македонија, под македонската душа, бидејќи таму гори македонскиот огин. Да се разбереме нешто. Немојте да се плашите од ништо, соберете се што можете повеќе луѓе. Ми велат, се плашиме, сиромашни сме, какви да сме, апсолутно не е важно. Никој не може да ве исплаши. Ова полиција овдека е да не чува, да го чува мирот. Односно да ги чува ними таму може би. Разбирате? Ги плашат тие храбрите што доаѓаат тука и не доаѓаат веќе. Јас ќе ви речам вака. Еден македонец, сите македонци. Една македонка, сите македонци. И во Македонија, и во Грција, и во Албанија, и во Бугарија, и каде и да е. Нема да ја дозволиме на Грција, на Бугарија, на Албанија, на Србија, на Америка и на Европа да не дефинира. Ние самите ќе се дефинираме и ќе ви спатиме порака дека Македонија е нашето име. И е Македонија нашата гордост, нашиот идентитет и достоинство е дека ние како македонци и македонки сме биле пред многу од тие европјани и американци и ќе бидеме кои нив ќе ги нема на овој свет. Да живее Македонија! Да живее македонскиот народ! Да живее македонскиот дух! Македонија! Македонија!